Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Денеска ви велиме здраво, здраво од славната Дебарца од селото Белчишта. Овдека уживаме во природа, во здрава храна, под фолија, значи ништо не прскано, пиперче, патлиџанче, сиренце, убавини. И при нашите прошетки овде се сретнавме со староседелците, кои ни кажа и многу рецепти, што ќе ги споделиме со вас во следните емисии. Но денеска имаме едно големо изненадување за вас. Оваа млада дама, која што ни е гостинка денеска, е надежна и ќе биде голема музичка звезда во Македонија. Инаку, виртуоз и во кујната се научила од мама и од баба. Тоа е Марија Ѓореска. Здраво, Злато! Здраво! Добре ни дојде во нашата емисија. Добре најдов. И толку ми е мило дека ти така млада. Колку години имаш? 15. 15. Алал да ти е. На 15 години веќе готвиш и си многу добра ученичка. Запишана си каде во? Во Струга, во Средното музичко училиште. Браво! Значи музиката ти е во вените, така? Да. Ти си од Враниште, така? Да. А дојдовте овде да живеете во Белчишта. Кој е од Белчишта? Од Белчишта е мајка ми. Мајка ти. Тука се преселивте? Да. Кога почна короната, дојдовме тука заради заштита. Браво! И тука многу ви се бенди си останавте, така? Да. Одлично. Марија, за денешната емисија Вкусот на традицијата, што одлучи да ни приготвиш и пријатно да ни изненадиш? Па денеска ќе правиме белчишка пруја. Рецептот, од кога е рецептот? Од баба ми. Од баба, да ја поздравиме баба. Како се вика баба? Снежана. Баба Снежана, еви бакнеш и Марија ти праќа поздрави и твојата рецепта денеска ќе ја презентираме. Што се е потребно да се направи белчишка проја? Па Поред наредени ги сите работи, поред. Колку и што? За почеток ни требат 4 јајца, Добро. пecivo, Едно пecivo, Да. така, една чаша јогурт, една млеко, така. Сега, колку треба вакви чаши? Се со една иста чаша си мериш, така? Да. Една чаша млеко, една чаша јогурт и пола чаша масло. Една шолја пченкарно брашно, И а една бело бело. брашно и една бело брашно. Така. Значи се со иста шолја си мерите. Околу 200 грама сирење имаме и малку шекер речен израце, така? Ајде сега, Марија, пукај сега за пројата. Ајде, што прво правиме? Ги принесам тука, така. прво ги кршиме јајца. Ги кршиме јајцата. Ете, кој си го бива за себе, ова убаво македонско девојче. Ја гледате Вкусот на традицијата? Да. Да, со И баба... доста рецепти имаме научено и од тоа. Браво! Знаете ли дека ова емисија специјално е посветена на вас, младите? За да не ја заборавите својата кујна, нашата кујна. Сега што става во потребни Една лажичка состојки? сол. Не кажавме сол? Во потребните состојки, значи и малку солца ни треба, по потреба. Оти сиренцето е солено, колку ќе ставиш сол? Една лажичка. Една лажичка сол. Така, една лажичка сол. И сега ставаш шекер. Колку шекер? Околу прстова, вака. Прстофат еден, Да. така малку. Стај го и целото, тоа нешто, таман си еден прстофат.
Одлично. Значи прво го правиш течниот дел и да го додадам и маслото, така? Да. Маслото и ќе ги се заматиш. Да. Ајде. За да направите проја не ви треба миксер, доволно една дрвена лажица, така? Да. Леле, сега баба Снежана која ќе те гледа. О, колку ќе биде срекна, нели? Внуката ја прави незината белчишка проја. Мати, слободно, мати. А значи прво додека го растопиш и сега малку така. Додека се стопи солта и шекерот во јајцата и во маслото, така? Да. Си разменувате рецепти со другарките? Твоите другарки сакат да готват? Сакат. Леле. Имаат покана сите да дојдат во вкусот на традицијата, многу да ги поздравиш од мене и да им речеш тетка Адријана ве чека сите да дојдете. Една по една и да си ги спремаат рецептите, важи? Супер, доволна. Сега ќе ставиме, што следува сега? Сега чашата со млеко. Браво! Охо, ти си значи права мајсторица. Следно чашата со јогурт. Кој највеќе ти ја бендисува пројата кога ќе направиш? Па сестра ми. Сестра ти. Ајде да поздравим и сестра ти, како се вика? Стефанија. Стефанија, поздрав до тебе, Стефанија. Значи ова го мешаме. Значи прво го правиме течниот дел, така? Да. Прво течниот дел. Добро. На кој инструмент сакаш да свириш? Или соло пеење ќе одиш? Соло пеење и клавир. И клавир. О, значи во некоја следна вкусот на традицијата и нешто ќе ни отсвириш на клавир? Добро. Еве ти е и дрвената лажица, повели. Сега? Го ставаме ченкарното брашно. Така. Ченкарното брашно. И белото. И белото. Ова има да биде нешто ексклузивно. Следно пецивото. Прашокот за печиво, така да не го заборавиме тоа. И промешуваме. И промешуваме додека добиеме една убава хомогена смеса. Треба да добиеме и потоа ќе го ставиме сирењето, така? Да. Значи, какво сирење? Кравјо, мешано, овчо, не е битно, така? Да. Не е По битно. желба. Добро. И мојата ќерка Граци, кога беше и вака како тебе и помала, влегуваше во кујна и исто самостојно се правеше. И проеве ти како што правиш и таа исто. Може да се помогнеш со другата лажица. Да, ова вака ќе ја ставиме. Со ова мало? Да, не со ова. Така, да. За да се растопи убаво брашното. Вака да ти. Јас сум ти денеска тебе асистентка. И ќе имам таа чест да јадам од твојата проја. Така. Ова бара малку повеќе мешање, додека брашното убаво се раствори. И кажи, кога ќе биде наред, кога да го ставам сирењето? Или ти ќе си го ставиш сама? Па можеш ти. Ти како сакаш? Ајде, комплет нека биде од тебе, важи? Така. Јас ќе го ставам да се пече. Значи имаме тавче број 30, така? Сега јас ќе го намастам. Ќе го намастам тавчето и убаво вака сегде да има масло. Така. И од страната
Сега сирењето. Ајде, сега сирењето. Значи околу 200 до 250 грама, така? Добро. Додека го дробиш сиренство, кажи ми, како ти се допаѓа животот во Белчишта? Преубаво. Преубаво е, нели? А инаку навечер си излегувате тука, си се собирате, кај се собирате најчесто во паркот тука пред општината? Да, на сред село. На сред село, така? А си одите вака и нагости по дома? Си одиме, да. Си одите. На кафе. На кафе, така? Си гледате на кафе? Да. Браво, некој момче излезе ли од чолјата? А? Па, Не. Кај некој, Кај да. некој да, кај некој не. Добро, следниот пат и јас ке доам кај вас на кафе и да ми гледате на кафе. Важи? Да. Ете така. Ова ти е подготвено. Редната ја затоплуваме на колку? 200, 220? На 200. На 200 и печеме околу 30 на минути. 30 до 40 минути. Да. Така. Така, драги гледачи, останете со вкусот на традицијата. Ние кога ќе испечеме оваа белчишка проја, седнуваме на трпезата, се собираме цело друштво и уживаме. Ова е веќе готово, може да оди овде. Ете така. А од озгора, што викаш да иставиме и малку сусамче? А? Може, да. Може. Ајде, ќе иставиме и сусамче. Чисто да ја украсиме. Да. Кај само. Ете така. Сега малку нека ни се загрее редната и ќе се ставиме, ќе ја наросиме со малку сусамче. Драги наши пријатели, на задоволството му нема крај. Јас денеска уживам во друштво на двете сестрички. Марија, која што видовте како ја направи ова прекрасна белчишка проја по рецептот на баба, така? И незината сестричка Стефанија. Да ви ја представим и Стефанија. Стефанија индиректно учествуваше во секој миг од емисијата зад камерите, сликајки не, правејќи ни видеа и така натаму. Стефанија, каде учиш ти? Во Емуц. Во Емуц, во Охрид, Да. така? Во која насока си? Сообраќајен техничар. Сообраќајен техничар, браво, браво. Кажи ми, дали ти имаш исто така желба да готвиш како и Да. твојата сестричка, да? Да. Што најповеќе сакаш да правиш дома? Лазања. Лазања? Кој најповеќе ти ја бендисува лазањата? Сестра ми и брат ми. Сестра ти, вие сте 3 деца? Да. Браво, да го поздравиме братчето. Како се вика? Спасен. Спасен! Поздрав до Спасен! Браво! Ти само фали ги сестричките, они ќе ти прават една проја, една лазања и многу други работи, така? Марија, сега да не послужиш мене и сестра ти од убавата проја, да ни пресечеш, можеме да ја јадеме во комбинација со кисело млеко, со салата, со што сакате. Ајде, пресечи ни. Како коцки ќе ја сечеш или ќе ја сечеш како осминки, како пита? Па како пита. Како пита, браво, браво. Кажи ми, тешко е музичкото училиште, бара многу време? Да. Да? Да, но резултатите на крајот, кога ќе ги... Не можам да извадам. Ако, еве вака ќе извадиме. Еве вака. Ете така. Ајде, првото парче нека биде за Стефанија. Така.
Ти благодарам, Стефанија, затоа што навистина многу беше добра денеска. Еве, второ. Оу, види што убава си ја направила. Па види како си испекла. Погледни. Оу, прекрасно нешто. Прекрасно. Ете така. Ти само прави, ние ќе ја вадиме од тепсијата, не се секирај. Да, прекрасно нешто. Така. Браво, бе, деца. Ајде да пробаме сега. Многу е убава. Нели, навистина е многу убава. Прекрасна. Марија, ние ќе те очекуваме и во некоја од следните емисии на Вкусот на традицијата, да ни бидеш наша гостинка со нов рецепт. И сега вака. Дали може нешто да ни отмеш? Можете. Може? Браво! Еве, јас и Стефанија ти даваме аплауз. Нека грмне тоа убаво твое гласче. Што ќе ни отмеш? Па, ој ти момче охријанче. Колку тешка песна, браво! Ајде. Ој ти момче охријанче, што си толку замислено, крај езеро вез ден шеташ, кажи дали некој чекаш или срце некој ти открадна, тешко да го заборавиш, или срце некој ти открадна, тешко да го заборавиш. Не ме прашај, моме младо, мачно ми е да ти кажам, јас си имам, моме лично, тугинче од друго место. Љубов си дадовме, срекни бевме, само едно лето. Љубов си дадовме, срекни бевме, само едно лето. Дојде време, си замина, крај водите ме остави, да ме мачат спомените, срце трејат, не се бришат, само дојди либе, врати ми се, чекам крај езеро, само дојди момче, врати ми се, чекам крај езеро. Браво! Леле, како да те бакнам. Сонце наше убаво, ова е македонско сонце, да си ни здрава и жива. Ве поздравуваме, драги гледачи, и ете, тоа е нашата Македонија, тоа е нашето македонско девојче, ова е нашето македонско јадење. Се што е од нив е најубаво. На здравје! На здравје!